Овие ќе дојдат на власт, добиват. Другите ќе дојдат, па зошто да го смена? Тој веќе и уигран играч. Ние имаме, пак ќе речем, не е проблем со македонската телевизија, не е проблем со ниедна телевизија, медиум. Гледате што се случува. По големите медиуми, па и по малите, и по подкасти, и медиуми како што се портали и така натаму, и медиуми како што се Facebook, не Facebook, ама еве наши македонски, тие се работат за ситни пари, не продадат. Значи, мозокот ни го ваѓат, ни го перат мозокот, како ДПМ не бил најдобар, како ова влада е фантастична, како многу подобра од претходната, па тие која се на власт, како таа влада е СДС, ДУ и МУИ, со тие 60 никакви криминални помали политички структури, кои што, еве седа за да добијат некој динар, да добијат некој директорско место. Значи, треќе све се работи за пари. Криминална држава не те штити. Криминална држава те изложува на пропас. Криминалната држава работи бидејќи политичките криминалци ја окупираа државата и сите институции. Автоматски ти немаш надеж. Оди во која сакаш болница, хаос. Пола доктори не се стручни да бидат доктори и медицински сестри, вработени. Пола појќе не сите директори се вработени партиски. Директор, ајде сега овај ќе биде, овај лепел плаката или не знам што. Не, ние само ќе одиме напред ако вработуваме луѓе, како што е директор на Македонската телевизија, честни, стручњаци, кои што хумани се исто и кои што ќе му кажат на власта, не, се извинувам. Јас нема ова да го направам. Не е само тој, бидејќи еден човек не може, сите директори, но бидејќи се тие поставени од политичките структури, тогаш добиваме тоа за жал. А ова е илузија, не можеле да го променат. Но тие ќе го избркат, како што рекол, за 3 секунди. Така, тоа е вашето видување, но еве, спомнавте криминал. Како ние се справуваме со криминалот? Дали, например, антикорупцијската комисија е доволна, дали треба да се пренамени можеби во некоја си агенција за борба против организиран криминал? Како сакаш да ја крстиш? Ја случија месија. Како сакаш да ја крстиш, ништо тие не прават. Се додека тие комисии не се независни, се додека власта, владата, министерот ги поставува, тоа нема ништо. Тие си работат за нив. Секојаш издекуваат, џавкаат, кажуваат овие неправилности, кажи ми ти кој е осуден. Кој е осуден? Ќе збркат некој, ќе го сменат, како што беше случајот со последната жената, не му го знам името, што беше председателка на антикорупцијска, не знам што направила, податоци давала на некој си тамо мафијаш. Се извинувам. И нема од тоа ништо трече. Како сакаш, крсти ги. Се додека не се судството, јавното обвинителство, полицијата и тие комисии, независни. И знаеш како се треба да се вработат? На конкурси по квалитет. Треба да има специјални комисии. Пример, за секоја општина која вработува во општините, не смее градоначалникот да вработува, не смее советниците. Знаеш кој треба да вработува? Секоја општина треба да си има своја комисија, составена од обични граѓани, квалитетни и интелигентни, од 10, 15, 20 души. И јавно нека се стави нивната биографија, кој конкурирал, за која позиција, да видиме, не можеш ти сега да конкурираш за некоја важна позиција, председател на антикорупцијска да бидиш, а немаш ништо, си бил партиски послушник.